Добар ден, магазин. Ние зборуваме за фактите, а не за она што го наречуваат политичките елити. Дојдовме до крајот на сезоната на магазин Ние на Сител, значи потоа одиме малку работа, малку одмор, завршува. Без некој особен голем вовет, настани нема да одработуваме во оваа недела заради тоа што се повеќе мирисе на избори. ДИК се изјасни пред неколку дена дека се подготвени да спроведат дали предвремени, дали редовни парламентарни избори. Маневски констатираше дека во пилот општините имало се уште се водат мртви гласачи, значи веројатно на следните избори, доколку не ги исчистиме, ќе имаме истата приказна од меѓународната заедница и од набљудувачите дека имало одредени неправилности кои што битно не влијаеле на изборниот процес и така се со ред. Ми остави впечаток и Друцас кој што се обрати преку македонските медиуми по онаа средба Папандреју Груевски и вели идентитетот не е на маса, се преговара за името. Јутоа таа дебата јас се уште не можам да видам во парламентот да се разговара парламентарно и токму поради тоа. Во ова последно издание на магазинот Ние поканив двајца парламентарци, Владимир Бушковски и Илија Димовски. Сакам да поразговараме за она што му се случува на парламентот, дали парламентот нема доволно дигнитет да расправа за таа тема, дали нема доволно релевантно заради тоа што се нешто се поклопува она што го има парламентот. Јас набројав некои настани, вообичаено во моја емисија има настани на делата кои што ги обработувам јас на свој начин. Меѓутоа, имате ли вие, пошироко, не мора во последнава недела наназад, што настан би одбрале, што ви остави најмногу впечаток во оваа година? Во неделава што изминува или месецот што измина или наназад, што е најсуштинско според вас? Па мислам дека и денешната наша дебата со колегата Димовски ќе водиме за тоа што се случуваше околу нашите аспирации да добиеме датум за преговори за членство во Европската унија. Зошто тоа Македонија не се најде на дневен ред, спротиставени се становиштата. Едно е нашето тврдење, друго е објаснувањето на премиерот и на ВМРО-ДПМН. Мислам дека ова ќе биде добра можност да поразговараме дали Република Македонија конечно е изгубена на патот кон ЕУ и кон НАТО или се уште постојат надежи дека може нешто да се промени. Добро, јас би се согласил со професорот Бучковски во делот дека нашето евроатлантско интегрирање е нешто со кое што може да се одбележи овие 5-6 месеци, меѓутоа секако би го започнал тоа и би го изградил впечатокот дека оваа година граѓаните на Република Македонија за прв пат можеа да почувствуваат слободата да патуваат без визи, односно рушењето на Шенгенскиот зид за граѓаните, работа со која што позитивно започна оваа година. Ова емисија ќе иде нешто подоцна, ја снимаме малку порано, веројатно ќе се случува некаде околу она што деновиве го најави лидерот на опозицијата. Големи протести пред влада за да покажеме колку сме, ако така, јас така го разбрав, во функција на пребројување пред предвремени избори кои што ќе се бараат на есен. Требаат ли предвремени избори? Па ние јасно го соопштивме нашиот став. Пресконференцијата што ја одржа председателот на СДСМ Бранко Црвенковски беше токму насочена во тој правец. Покажувајќи конструктивност со тоа што владата како и досега ќе има максималната поддршка ако на повидок евентуално решение кое би било фер и би било вистински компромис за проблемите што ги имаме околу спорот со Грција за нашето уставно име. Ако до тоа не дојде, барањето на СДСМ во секоја пригода ќе го реафирмираме, ние ќе бараме да се распушти парламентот и до крајот на годината да има предвремени избори. Од наша страна, тоа би се погледнало вака, значи ВМРО-ДПМН е политичка партија која што последните 3-4-5 години апсолутно не бега од соочување со граѓаните, не бега од соочување на избори, напротив имавме едни предвремени избори за кои што опозицијата се противеше. Во овој случај го слушнавме ставот на Црвенковски, меѓутоа јас ќе ве потсетам на еден став пред неколку месеци кој што го искажа токму Црвенковски, дека во јуни ќе се случува ова што сега го најавува за ноември. Ова ми е малку звучи како одложување. Значи самиот Црвенковски најави дека во јуни ќе организира протести и во јуни после самитот на Европската унија дека ќе бара предвремени избори со тие протести. Очигледно е дека е настанато некоја рекалкулација и некој одложување на тоа барање, како и да е кога Социјалдемократскиот сојуз ќе биде сигурен што сака и дали сака и формално предвремени избори, ние ќе се произнесеме многу јасно. Не, дали не се потребни избори, не дали Црвенковски сака или не сака.
Ако може да помогнам да објаснам кои се нашите калкулации или рекалкулации, како што вели колегата Димовски. Значи, очигледно е дека и меѓународната заедница, вршејќи очигледно притисок врз власта, посредно испраќа сигнали дека опозицијата во овој момент не треба да се луксузира и да ги става своите интереси, партиските интереси или себичните интереси пред државните интереси. И се калкулира веќе кога пропуштивме овој рок, веќе со нови рокови. Значи, рокот за НАТО на сите однапред го знаевме дека е ноември, што би значило дека мора брзо да се дојде до некое решение што е прифатливо за владата, за да одиме на референдум. Затоа што ако сакаме да влеземе сигурно во НАТО, ние треба да го решиме овој проблем веројатно некаде според наша калкулација до октомври. Второ, очигледно е дека нешто се случува далеко од очите на јавноста. За нас е невообичаено да пред самитот во Луксембург и во Брисел доаѓаат информации кои не беа децидно демантирани, дека Република Македонија е многу близу до решение. Јас посакувам да е така. Но се плашам дека новиот рок кој го слушнавме, тоа е дека во јули Република Македонија може да биде на дневен ред, единствено кога го реши проблемот со името, дека е прекус рок и дека не постојат невозможна е таа мисија до јули да го фатиме возот за ЕУ. И затоа нашите надежи се дека Република Македонија сепак може да ги отвори вратите за влез во НАТО. И ние сме подготвени да помогнеме до онај момент кој сметаме дека е разумен, а тоа е да видиме дали постојат такви можности. Ако не постојат или отворено се разговараме, нема што ние да дефинираме. Јасна е дефиницијата. Ако не влеземе во НАТО, ние сме подготвени за избори. Веројатно ја велите и денес сте подготвени за избори, но според нас луксус е Македонија сега доди на избори без да проба, ако има можност, да го затвори прашањето за разликите по името. Има три нелогичности. Прво е оптеретувањето постојано кое што ни се случува досега, не зборам за од сега натаму, зборам за досега со рокове. Значи, па не ги наметнавме ние роковите. Гледаш дека нити ВМРО, нити СДСМ. Роковите природно се наметнува. Лично сум забележал еден стил на дискусии, дебати во собранието, кога престриктно се држите до тие рокови и кога предвидувате катаклизма после тие рокови. И тие рокови секогаш се или на 3 или на 6 месеци. Врзувањето со роковите за одреден сегмент може би е добро да не држи свесни дека имаме приоритет кој што треба да го реализира. Меѓутоа, па прединамезирање само поврзано со роковите е нелогично. Тогаш одиме само да оствариме нешто без да гледаме како ќе го оствариме, дали тоа ќе биде добро или нема да биде добро за граѓаните. Тоа е првата работа. Втората работа е искрена дилема која што се појавува кај мене, а тоа е дека во континуитет од првенциите на Социјалдемократскиот сојуз, во кој што ве сметам и вас, во собрание, надвор од собрание, без разлика, слушам апсолутна недоверба во капацитетот на премиерот и во капацитетот на владата да се справи со овие предизвици. Давањето на уштеден рок од ваша страна некако се чувствува, бар кај мене или кај кругот на луѓе со кои што јас се движам, дека е на некој начин неискрен. Значи, пред 2 дена во собрание, јас и вие имавме сериозна дебата, дали тој вице-премиер или дали таа влада има капацитет да ја води Македонија кон Европската унија. Јас велев да, вие велевте не. И тоа е легитимно. Меѓутоа, еве, повторно се доведуваме во ситуација, Социјалдемократскиот сојуз вели еве уште 6 месеци оваа влада нека ја води Македонија во тој правец. И тоа е во ред, и тоа е конструктивно. Јас не велам дека не е добро, не сакам погрешно да ме разберете. Меѓутоа, дилемата е дали се тоа што кај мене лично, не би сакал да го тоа премногу генерализирам, дали Социјалдемократскиот сојуз во поглед и на европската перспектива на Македонија, во поглед на приоритети на Македонија и во поглед на потребата или непотребата од избори настапува искрено или ги става пред себе легитимно и партиските интереси. Значи може да не истестирате, почитуван колега Димовски, давањето на дополнителен рок сметаме дека е во интерес на Република Македонија. И мислам дека тука конечно мора да изградиме заеднички став. Ако сакаме да ги браниме интерес на Република Македонија, не можеме да се луксузираме ниту ние, ниту вие, сега кога сите очекуваат дека можеби може да се реши прашањето на начин кој ќе биде задоволителен за граѓаните на Република Македонија, затоа што ги слушате коментарите, веќе никој не спори и ние не спориме дека ќе биде потребно да се